Во пресред на новогодишните празници, ова е темата за која што најмногу се говори изминативе денови. Агенцијата за храна и ветеринарство со засилени инспекцијски контроли пред празниците, пакетчињата, угостителите, мисарниците, сите се под надзор овој период. Дали и колку операторите со храна се одговорни или се обидуваат да манипулираат со нас потрошувачите, информација добиваме од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ајде ќе започнеме со пакетчињата. За нив многу се зборуваше изминатиот период. Децата посакуваат пакетчиња, ние родителите трчаме по маркетите да се снабдиме со истите. Што прават оние кои што ни ги продаваат? Има ли манипулации, господин Миланов? Во пресред на новогодишните и божичните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство и инспекторите воведовме засилени вонредни инспекцијски контроли поради зголемената побарувачка и потрошувачка на прехранбени продукти. Најголем акцент и целта беше за новогодишните пакетчиња кај малата популација дечињава. Почнувајќи од декември, уште пред да почнат вонредните инспекцијски надзори и контроли, добивме неколку поплаки од граѓани, каде што има забележено во овој дел на новогодишни пакетчиња за децава со изменат рок. Од 16 до 20 декември при извршените вонредни инспекцијски контроли во магазините каде што подготвуваат новогодишни пакетчиња, како и во маркетите и продавниците, беа откриени кај 4 оператори неусогласености, кај кои што кај истите оператори истите тие производи беа со решение за повлекување и уништување на истите. Кај 3 пакетчиња не беше запазен рокот на траење. Тоа значи дека не беше запазен во збирното пакување минималниот рок на трајност на производите кои што се наоѓаат внатре. Поради неусогласеностите на самите оператори со храна им е наложено со решение да бидат отстранети и уништени истите пакетчиња, зашто соодветно операторите добија и парични казни. Казни добија и неколку угостители. Дел од граѓаните сакаат новата година да ја прослават во рестораните низ државата, но вие одлучивте да видите како тие работат. 244 надзори изминативе денови, 23 или 28 казни подсетуваме? 23 казни. Како работат угостителите низ Македонија? Вонредните инспекцијски контроли, засилените инспекцијски контроли, пред се однесува на безбедноста на храната. Тоа значи дека требаше да биде запазен рокот на производите како е, добра хигиенска пракса. Откривме многу голем дел кои што не беа и регистрирани како оператори со храна, одредени ресторани, кафетерии, сладкарници, брикджилници, сендвичарници. Ние обрнавме внимание со вонредните контроли во изминатиот месец дена и на кујните во пензионерските домови, на основните школи, градинките, средните школи, студентските домови, каде што сите овие неусогласености беа издадени предпазливи мерки кои што и решенија за нивно усогласување и неусогласеностите бидат во најбрз временски рок отргнати од нивна страна, исто добија парични казни. Апелирам, како директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, до сите оператори со храна, без разлика дали станува збор за оператори со храна кои што вршат увоз, изvoz или производство, да не манипулираат со граѓаните, да внимаваат на рокот на важност, рокот на траење, да ги спроведуваат сите прописи согласно законските и подзаконските акти кои што се имплементирани во нашето законодавство и кои што се во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство. Имаме новогодишна кошничка со повеќе од 1000 производи по намалени цени. Факт е дека голем дел од граѓаните кои што деновиве одат по маркетите и набавуваат се што им е неопходно за трапезата и не многу внимаваат на она што е неопходно во однос на производот, да прочитаат. На што треба да се внимава, што да ги потсетиме ево на ден пред крајот на годината? Апелирам до граѓаните примерно да внимаваат каде купуваат. Таму каде што купуваат, да знаат дека истите маркети, продавници, ресторани за брза храна, како и да е, да во еден вид да знаат дали тие истите се регистрирани од Агенцијата за храна и ветеринарство. Грижејќи се
за тој дел ќе се грижат за собственото здравје и за здравјето на својата фамилија. Доколку забележат било какво оштетување на производот, нагмечување или на самата амбалажа или рокот на треност, апелирам да се јават на нашата телефонска линија бесплатна 0800 320 22 или електронски или преку архивата на Агенција за храна и ветеринарство или преку електронската пошта info@fva.gov.mk. Пред крајот сме на годината, но ако можам да кажам со сигурност дека Агенцијата за храна и ветеринарство и тоа како се ја заврши работа во изминатиот период, како никогаш досега сме зборуваме и ќе зборуваме за сето она што го работите на терен и граѓаните некако имаат впечаток дека некој се грижи за тоа што тие го снабдуваат, ја да ти ставаат на трпезата, што е добро. Колку надзори, еве да сумираме, беа направени досега? Предпоставувам дека не сопирате и тука, ако сме на крај на годината, вие сте се уште на терен. Јас на кратко ќе се обратам со бројки. Досега реализирани контроли во внатрешниот промет и привоз е 117.465 контроли. Финалните податоци ќе ги имаме на крајот на јануари 2025 година. За утврдени недоследности издадени се 2000 решенија за нивно отстранување, изречени се 220 парични казни. При увоз на храна од неживотинско потекло реализирани се 44.137 инспекцијски надзори. Повеќе бројки има, не би сакал до детали да идам, меѓутоа би кажал дека и во нареднава година уште повеќе ќе имаме вонредни засилени инспекцијски контроли и покрај редовните месечни контроли кои што инспекцијските служби и самите инспектори ги добиваат на месечно ниво. Секаде кај што ќе има неусогласено, секаде што ќе има иницијатива или пријава поплака од граѓанин, навремено и најбрзо што е можно ќе биде спроведено на терен излезено. Се надоврзам на ово што го кажавте пред малку. Контролите се најчесто по иницијатива на граѓаните или по иницијатива на агенцијата? И по иницијатива на граѓаните и по моја лична иницијатива и согледување на работеве на терен. И како постапува АХВ по пријава? Кој е редот на нештото? Доколку имаме пријава, веднаш во моментот се излева на терен, доколку се забележи дека иницијативата е во ред, поплаката е во ред, до Агенцијата за храна и ветеринарство постои одделение за заштита на потрошувачите. Во текомната година пристигнати се 317 иницијативи, во 90% од пријавите е постапено веднаш, додека 10% од истите се како неосновани или лажни. Споменавте илјадници надзори. Со колку инспектори, господине Миланов? Бидејќи се сеќавам на последното гостување, ни кажавте дека имате проблем со бројот на инспектори, недоволно. Тој проблем и ден денеска постои, меѓутоа со добра организација и реорганизација на самите инспектори успеваме да ја покриеме целата територија на Република Македонија. Јас упатувам голема благодарност до сите инспектори за нивната ангажираност покрај редовните и вонредните засилени контроли, затоа што сепак инспекторите се сликата на Агенцијата за храна и ветеринарство. Тие се грижат за безбедноста и здравјето на луѓето и за храната. Со каква агенда влегувате тогаш во 25-та? Во 25-та година влегувам со истата агенда како до сега што беше, само што ќе апелирам и до операторите со храна, и до потрошувачите да внимаваат на безбедноста на храната. Компромис, како директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, нема да имам спрема никој и нема да постои. Ќе бидам ригорозен, затоа што спред се најбитно не е безбедноста на храната и се надевам дека ќе имаме многу побезбедна храна од ова што го затекнавме. Како еден од приоритетите и нула толеранција ќе имам спрема криминалот и корупцијата и тука ќе бидам многу ригорозен. И третиот приоритет кој што веќе го започнавме е дигитализација на услугите на Агенција за храна и ветеринарство, кои што веќе 23 дигитализирани услуги се ставени на e-порталот, имплементирани веќе и 30 услуги се исто ставени кои што ќе чекат од информативен карактер. Тоа значи дека ќе биде заборавена бирократијата, нема веќе да имаме гужви по шалтери, по архиви,
со самото аплицирање, пријавата или барањето кое што ќе треба да стигне до Агенцијата за храна и ветеринарство и самото издавање на документи, решенија, мислења, одобренија, без разлика за каков вид на документ станува збор, ќе може да се одреди со 5-минутно чекање преку компјутер. Со тоа и услугите ќе бидат многу пообрази и подостапни како и за операторите, така и за другите. Тоа значи дека ќе имаме поводи за следни средби во оваа 25. Се надевам. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро, со сето оно што ќе биде ново и актуелно, секако се гледаме повторно. Благодарам на вас.